Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски се заканува со кривична пријава против директорката на Државниот здравствен инспекторат Ирина Бухова. Ваквата најава доаѓа откако таа денеска на пресконференција рече дека Димитриевски ги прекршил протоколите откако излегол од дома и се тестирал повеќе пати. Го предупреди кумановскиот градоначалник дека никој не треба да биде привилегиран. Што би се случило кога сите 994 лица кои се позитивни на COVID-19 со лесна клиничка слика или асимптоматски, а се со решение од ДСЗИ, изолирани дома, што би се случило и на која опасност би биле изложени сите ние, вие и цело население, кога само иницијативно 994 луѓе би излегле и би тргнале по патека вон алгоритмот и протоколот. Димитриевски останува на ставот дека нема основ за кривично дело во неговиот случај, туку дека се работи за монтажа и сценарио и порача на Бухова дека таа ќе одговара. Инспекторатот треба да го достави извештајот, бидејќи не е таен документ. Директорката на инспекторатот да даде објаснување како и со кое право објавува лични податоци, а при тоа и неосновано прибавува лични резултати на физички лица во делот на здравствената заштита и со тоа директно го крши законот. И ќе бидат спроведени соодветни законски постапки против неа по тој основ. Министерот за здравство е потребно да провери дали директорката постапува согласно Законот за здравствена заштита во однос на протоколите, доколку постојат, а се почитувани, треба истите да се наведат и во решенијата кои што се доставуваат до граѓаните. Но повеќе од јасно е целта на директорката и на сите оние кои што во овој момент си даваат подршка на ваквите действија. Едноставно го чекам резултатот, тоест извештајот. Ако не сака да ми го достави на мене, да го достави на увид на јавноста, па јавноста нека суди. Тој повтори дека ги почитувал безбедносните протоколи. Се јавил на 192 па во консултација со матичен лекар и епидемиолог излегол од дома и бил транспортиран со возило на брза помош со соодветна заштитна опрема. На прашањето кој води хајка против него, Димитриевски не сакаше да посочи конкретни имиња, само кусо одговори, времето ќе покаже.